Јована, добро утро Македонија, добро утро до колегите што ја реализираат емисијата. И со Јовица Јовановски сме денеска, областен контролор на летање и раководител на ИМС, ќе ни објасни поточно подетално што е тоа. Едно е јасно, контролор на летање е една прекрасна, меѓутоа многу одговорна професија која што носи огромна одговорност, се работи за човечки животи, па ова утро ќе се обидеме од Јовица да го дознаеме, да знаеме суштината на оваа професија. Најкратко, што е дефиниција за контролор на летање? Контролор на летање. Добро утро прво на сите. Контролор на летање значи е некој, наједноставно да објаснам, некој што спречува да дојде до колизија на авионите еден со друг во воздух или на авион со препреки на земја, антени, згради, планини. Областен контролор. Што значи областен контролор? Областните контролори кај нас работат од 15.000 фити, пошто работиме во стапки, 15.000 фити нагоре, и го раководат воздушниот простор од 15.000 фити до 660.000 фити. Значи 600 ја прелетува Македонија, се трудат да бидат авионите раздвоени еден од друг, имаат строго дефинирани рамки и правила во кои што работат, кои што се пропишани од ИКАО, меѓународната организација од Европската Унија, бидејќи работиме според регулатива на Европската Унија. И најпросто кажано има две правила. Едното е 5 милји, другото 1000 стапки. Се во рамки на тоа и како ќе ја направите сепарацијата меѓу авионите останува на вас. Значи треба да имате креативност, треба да можете абстракција да направите, тродимензионална, и работата е интересна. За да работите мора да ја сакате. Предизвик и одговорност, тоа се двата момента можеби најистакнати во вашата професија. Како вие ја доживувате оваа комбинација? Предизвик. Секој ден имате нови ситуации. Значи, се наоѓате во ситуации во кои што не сте биле предходно. Тоа е предизвик да направите нешто различно, да го извадите најдоброто од себе за да ја изработите работата најдобро. А одговорноста се подразбира и тоа ви останува некаде во подсвест и внимавате на тоа цело време. Како изгледа еден ден на еден контролор на летање? Зависи, значи работата е регуларна. Кога работите во оператива, работите во смени. Значи може да бидете утринска смена, пладневна или ноќна, смените се по 8 часа. Ке дојдете на работа, ќе видите дневниот распоред, во зависност од дневниот распоред ќе бидете распределени на одредено место, дали е тоа приодна контрола, дали е областна, дали е горе на кулата. 2 часа е максимално работно време, пред да имате пауза, може да имате 30 минути пауза помеѓу блоковите во кои што работите, може да биде повеќе, зависно од колку гужви имаме. И кој има гужва, денот помине релативно брзо. Како го водите авионот? Вие решавате кога, каде ќе слета, кои инструменти ги гледате и читате, колку треба да ги познавате рутите? Еве ова утро имавме магла. Користиме уреди и средства кои што ни помагаат во работата, навигациони уреди и средства, користиме радар, значи имаме радарска слика, користиме сигнали кои што ги добиваме авионите кои ни покажуваат на која висина се, со која брзина летаат, во кој правец. Во рамките на процедурите што ги имаме, постојат правила како ќе ги наведуваме авионите. Ако имаме магла, ќе биде извршен инструментален приот до одредена дистанца од прагот на писта. Кога дистанцата е адекватна и видливоста е добра, пилотот решава на крај дали ќе слета или не. Од нас добива одобрување да слета, ќе биде доведен малтене изнад Катланово некаде и после тоа е негова одлука дали ќе продолжи со слетување или не. Ова утро имаше некакви проблеми со оглед на тоа дека имаше густа магла? Имаше густа магла, не сум проверил, така да не ми е потврдена информацијата. Можно да имало мало закаснување на еден или два лета што требаше да слетаат утрово, но предпоставувам дека ќе се реализираат со задоцнување поради временски непогоди. Маглата пречи при слетувањето, не и при полетувањето. Сите авиони пречи и при слетување и при полетување, со тоа што минимумите за полетување во магла се пониски во смисла на колку видливост е потребна, него кога слетувате. Доаѓате на работа, на работното место, погледнувате ли во небото пред да влезете во канцеларија? Зависите ли од небото? Не секогаш. Значи, може да биде магла, како што беше денес, 200 метри над маглата обично сончево и собраќајот во област, например, си функционира безпрекорно.
не би сакале да помислуваме, меѓутоа животот носи со себе и непредвидени и несакани работи. Дали во вашата професија може нешто да се случи така? Секогаш има непредвидени работи, значи зборуваме и за технички проблеми, зборуваме за човечки фактор. Сите контролори кај нас имаат редовна обука еднаш годишно во која што се креираат ситуации на симулатор кај што се справуваат со технички проблеми, се справуваат со човечки фактор и имаат тренинг како да изреагираат во непредвидени ситуации. Непредвидените ситуации не можеме да ги избришеме, едноставно ќе ги има секогаш. Се што правиме, во принцип е од административна гледна страна да направиме митигација да постојат што помалку проблеми, од оперативна страна, кога ќе се појави проблемот, да се соочиме со него и да го решиме на најдобар можен начин. Откажуваат инструментите, што правите тогаш? Нашите или во авионот? Па вашите да речеме. Нашите инструменти имаат редundantност, многу е мала веројатноста било што да ни откаже и нешто ако откаже имаме за тоа бекап, така да од таа страна сме релативно добро обезбедени. А уредите во авионот? Исто во авионот има двојни инструменти на се. Кога ќе се случи отказ, пилотот може да побара помош, да биде доведен до одреден авион на слетување, да биде пратен до одредена точка, да побара да снижи. Секоја асистенција од наша страна ќе му биде обезбедена. Кога завршува денот се ослободуваат или некако и на кој начин од притисокот кој што се акумулира? Добрата страна на оперативната работа е тоа што кога ќе ви заврши смената во 3:15 на пример попладне и кога ќе излезете тука од врата не носите никакви обврски дома. Значи завршен е денот за вас, може да направите трнов до следната смена и тоа е една од големите бенефиции на работата. Дали контролите на летање се, ево вака ние однадвор, добро? Дали се различни луѓе, дали носат две лица дома и на работа? Не верувам, мислам дека се однесуваат исто и дома и на работа. Секогаш сте смирени, секогаш сте строги, секогаш сте по ПС, по правила на службата? По правила на службата секогаш да, има моменти кога стресот е на високо ниво, например ако имате многу гужва летно време, со тоа што со тек на годините искуството ви учи тоа да го контролирате и да најдете начин како да се справите со него. Го споменавте учењето, кој степен, какво образование е потребно за да се стане контролор на летање? Образование треба да завршите некоја во школите во Европа, бидејќи кај нас нема адекватно училиште, дали воздухопловна академија, дали специјализирано училиште. Тој процес трае помеѓу 7-8 месеци теоретскиот, практичниот до година и нешто. Потоа имате уште 2 или 3 години теоретска и практична обука на лајф позиција со инструктор, така да добри 3,5-4 години треба за да стигнете до лиценцата и да задоволите многу критериуми. Критериуми за ниво на англиски јазик, за перформанси на работа, за адекватно однесување буквално за се. Сакаат ли контролите на летање да летаат со авион или тоа е во и со авион или тоа е индивидуално? Мислам дека генерално е да, бидејќи за да работите оваа работа, за да работите во авиокомпанија као летачки персонал, треба да ја сакате работата. Ако не ја сакате работата, ќе ви биде мачно и нема да уживате да ја работите. Кај нас важи дека оваа професија е дефицитарна, дека се потребни кадри, што ќе им порачате на младите? На младите ќе им порачам да се ја пробаат среќата кога ќе има конкурс, нека се пријават во што поголем број. Тестовите што ги вршиме се од Eurocontrol, од Европската унија. Имаат 3 стадиуми, тешки се тестовите, бараат специфичен сет на способности од кандидатот, но ако ги поминете тестовите, може да имате доста интересни идеи. Јовица Јовановски би се менувал ли со некого и би преземал ли поинаков чекор во животот ако може да се врати назад? Не верувам. Задоволен од работата? Да, комплетно. Јовица Јовановски, областен контрол на летање, благодариме што утро бевте со нас во рамките на утринската програма на македонската телевизија. Ќе се видиме повторно, можеби следниот пат и во вашата канцеларија ќе не примите да видиме како тоа изгледа. Да, ние ќе уживаме, меѓутоа гледачите нема да можат тоа да го видат, ќе се обидеме да го снимиме и да им го долуеме. Благодариме уште еднаш. Почитувани, тоа беше Јовица Јовановски, областен контролор на летање и раководител на ИМС, еден од луѓето кои се одговорни за тоа кога, каде и како полетуваат и слетуваат авионите на аеродромот во Скопје. Истата судбина делат и скопските и охридските контролери на летање. Тоа не го прашавме дали контролата на летање во Скопје го презема и охридскиот аеродром, меѓутоа во следната прилика и тоа ќе ви го доловиме. Јована, за сега толку од аеродромот во Скопје.
Бранко, остануваш таму, носиме една многу бава сторија која што ќе може да се разбира гледачите да ја гледаат. Сакам да искористам да те прашам, денеска многу зборувавме за професии. Многу зборувавме за тоа колку е важна професијата и колку нема да работиш ни еден ден ако се чувствуваш пријатно и ја сакаш твојата професија. Дали ти би ја сменил професијата за некоја друга? Дали некогаш си размислувал да се откажеш од тоа што си? Не се откажувам од ништо, што сум не се откажувам од ниту еден пат по кој што сум тргнал, така ни од овој. Новинарството е она што ме исполнува, новинарството е она што ме прави да бидам тоа што сум. Јас сум новинарството, новинарството сум јас, нели? Така некако би го дефинирал тоа. Се согласувам со тебе, се приклучувам јас на тоа и велат дополнително дека на храбрите им се отвара повеќе патот.